Почитувани, нека ни е честит денот на востанието, 11 октомври, во слободна и независна Република Македонија. Македонија немаше да биде ниту слободна, ниту независна без антифашистичката борба и успешното народно востание кое беше кренато на 11 октомври 1941 година. Еден од символите на антифашистичката борба е и паркот Жена борец, во кој се наоѓа и спомен плочата на Невена Ѓоргиева Дуња, која со своите 16 години беше партизанка во првиот скопски партизански одред. Антифашистката Невена Ѓоргиева Дуња трагично загина во судир со фашистичката полиција и контрачета во Велешкото село Нежилово во декември 1942 година. За жал, фонтаната со спомен плочата на Дуња е запуштена со години, а во таква состојба се и многу други споменици и спомен обележја од народно-ослободителната и антифашистичка борба. Никола Груевски и Коце Трајановски се одговорни за маргинализирањето и за поставувањето на символите на антифашистичката борба. Тие вложуваа милиони евра на скапи споменици и восочни фигури. За нивниот партиски музеј си купија со наши пари скапи восочни фигури и на Хитлер, и на неговиот соработник Ванчо Михајлов. За Хитлер и Ванчо Михајлов најдоа пари, но не и за одржување на спомениците на антифашистите кои се бореа против Хитлер и неговите соработници. Никола Груевски и Коце Трајановски се расфрлаа со милиони евра за да го претворат Жена парк во парк на мажите. И тоа расфрлање со народни пари им беше малку, па фрлија уште 20.000 евра за да го облечат Прометеј во гаќи. Почитувани, новата градска власт ќе го возобнови паркот Жена борец како антифашистички символ и ќе ги негува спомените за народните хероини и херои од антифашистичката борба за народна слобода. Смрт на фашизмот, слобода на народот.